Евангелие според Јован, 19 глава. Тогаш Пилат го зеде Исус и го предаде да го убијат. Војниците сплетоа венец од трње, му го кладоа на главата и му облекоа багреница и велеа: "Те поздравуваме, царе јудејски", и го удираа по образите. Пилат пак излезе надвор и им рече: "Еве, ви го изведувам надвор, за да разберете дека не наоѓам во него никаква вина." Тогаш излезе Исус надвор, со трнов венец и багреница, и им рече Пилат: "Еве го човекот." А кога го видоа првосвештениците и слугите, завика и рекоа: "Распни го, распни го!" Пилат им рече: "Земете го вие и распнете го, зашто јас не наоѓам во него вина." Јудејците му одговорија: "Ние имаме закон и според нашиот закон тој треба да умре, зашто сам се направи син Божји." Кога го чу Пилат овој збор, уште повеќе се исплаши. И пак влезе во преторијата и му рече на Исус: "Откаде си ти?" Но Исус не му даде одговор. Пилат му рече: "Мене ли не ми одговараш? Не знаеш ли дека имам власт да те распнам и власт имам да те пуштам?" Исус му одговори: "Ти не би имал никаква власт над мене ако не ти беше дадена од озгора. Затоа поголем грев има оној што ме предаде на тебе." Оттогаш Пилат гледаше да го пушти, но јудејците пак викаа зборувајќи: "Ако го пуштиш него, не си му пријател на царот. Секој што се прави цар, противник му е на царот." Штом го чу овој збор, Пилат го изведе Исус надвор и седна на судскиот стол, на местото наречено Литостротон, а по еврејски Гавата. Тогаш беше петок пред Пасха, околу 6 час. Им рече Пилат на јудејците: "Еве го вашиот цар." Но тие вика: "Земи, земи, распни го." Пилат им рече: "Царот ваш ли да го распнам?" Првосвештениците одговорија: "Ние немаме цар освен Цезарот." И тогаш им го предаде за да биде распнат. И го зедоа Исус и го поведоа. И носејќи го својот крст, тој излезе на местото наречено Черепница, а по еврејски Голгота. Таму го распна, а со него и други двајца од едната и од другата страна, а насреде Исус. Пилат пак напише и надпис и го стави на крстот, а беше напишано: "Исус од Назарет, цар јудејски." Овој надпис го читаа мнозина од јудејците, бидејќи местото каде што беше распнат Исус беше близу до градот, а беше напишано на еврејски, грчки и латински. Првосвештениците пак јудејски му рекоа на Пилат: "Не пишувај цар јудејски, туку дека тој рече јас сум цар јудејски." Пилат одговори: "Што напишав, напишав." А војниците, кога го распна Исус, ги зедоа лиштата негови и ги разделија на 4 дела, на секој војник по еден дел и хитонот. Хитонот пак не беше шиен, туку искаен од озгора па надолу. Тогаш си рекоа: "Да не го раскинуваме, но да фрлиме за него ждрепка, чиј ќе биде." За да се збидне кажаното во писмото, ги разделија лиштата му и меѓу себе и за облеката му ја фрлија ждрепка. Така и направија војниците. Покрај крстот Исусов стоја мајка му негова и сестрата на мајка му, Марија Клеопова и Марија Магдалена. А Исус, штом ја виде мајка си, ученикот кого посебно го љубеше, како стои и рече на мајка си: "Жено, ете ти син." Потоа му рече на ученикот: "Ете ти мајка." И од тој час ученикот ја зеде кај себе. По ова, знаејќи Исус дека се е свршено, за да се исполни писмото, рече: "Жеден сум." Таму стоеше сад пун со оцет. Тие наквасија сунѓер во оцетот, го закачија на трска и му принесоа до устата негова. А кога вкуси Исус оцет, рече: "Се сврши." И кога ја наведна главата, го предаде духот.
бидејќи беше петок, јудејците, за да не останат телата на крст во сабота, зашто во таа сабота беше голем ден, го замолија Пилат да им ги прекрши колената и да ги симнат. Тогаш дојдоа војниците им ги прекршија колената на првиот, како и на вториот, што беше распнат со него. А кога дојдоа до Исус и го видоа дека беше веќе умрен, не му ги прекршија колената. Но еден од војниците со копие му ги прободе ребрата и наеднаш истече крв и вода. И тој што виде, посведочи. И сведоштвото е вистинско, и знае дека ја кажува вистината за да поверувате вие. Бидејќи ова стана за да се исполни писмото, коска негова нема да се прекрши. И друго писмо пак вели, ќе погледнат на оној кого го прободоа. Потоа Јосиф од Ариматеја, кој беше Исусов ученик, но тајно, поради страф од јудејците, го замоли Пилат да го симне телото и Пилат му дозволи. Тој дојде и го симна телото Исусово. А дојде и Никодим, кој порано беше отишол ноќе кај Исус и донесе околу 100 литри смеса од смирна и алој. Го зедоа телото Исусово и го завиткаа во платно со мирисите, како што е обичај кај јудејците да погребуваат. На едно место, каде што беше распнат, имаше градина и во градината нов гроб, во кој уште никој не беше полаган. Таму го положија Исус, поради петокот јудејски, зашто гробот беше близу.